Министерот за образование и наука Арбен Адеми апелира до родителите да ги вакцинираат децата по вчерашната одлука на владата за примање на документите за упис на првачињата, при што ќе бидат запишани само тие со потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Адеми најави дека ќе се следи состојбата и ако има потреба покрај теренската вакцинација ќе се отворат и пунктови за вакцинирање во училиштата во интерес на јавното здравје, со оглед на прегласната епидемија на морбили. На седницата на влада се дискутирало за повеќе модалитети, но како што наведе Адеми, се соочуваме со два темелни вредности за гарантирани со устав: правото на образование, што е загарантирано задолжително и бесплатно, и правото на здравје на секое дете, односно граѓанин. И секако се соочуваме со сериозно прашање и ова прашање заслужува сериозен пристап, координиран пристап, хармонизиран пристап од сите институции, вклучувајќи тука Министерството за образование и наука и Министерството за здравство, но и секако други институции. Дискутиравме за повеќе опции, дискутиравме за повеќе модалитети, но се соочуваме со два вредности, темелни вредности кои се загарантирани и со Уставот на Република Северна Македонија. Едното е правото на образование, кое што е загарантирано, кое е задолжително и бесплатно, основното образование, и второто е правото на здравје, на секој дете, на секој граѓанин. И имајќи предвид дека се соочуваме со епидемија, имајќи предвид дека се соочуваме со сериозни околности, така што донесовме и конкретни заклучоци, каде се насочува, каде се конкретизира дека училиштата мора да ги примат пријавите за упис од страна на родителите, од страна на заинтересираните граѓани за упис на нивните деца како првачиња во основните училишта. Но запишување исклучиво ќе има за тие деца кои ќе достават соодветна потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Се соочуваме со епидемија и во вакви околности навистина треба сериозен пристап од страна на сите институции. Така што денешното обраќање го искористувам за да апелирам до сите родители да ги вакцинират нивните деца. И со ваквиот пристап да помогнат, да дадат придонес во запазување на јавното здравје. Министерот за образование посочи дека се предвидени казни кога детето не е дел од основното образование. Затоа треба да се подигне свеста. Треба да имаме доверба во институциите и во здравствениот систем за да се вакцинираат децата, затоа што сите ја знаеме состојбата. И во моментов, додека зборуваме за здравствените установи, има деца кои се соочуваат со овој проблем, посочи Адеми.